Еден од клучните приоритети кога говориме за комуналните услуги секако е и собирањето и управување со сметот за здрава животна средина. Дали хигиената во градот треба да биде приоритетно прашање не само за институциите, туку и за граѓаните? Во студиото разговарам со мојот гостин Драги Митковски, директор на јавното комунално предпријатие Скопје. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата. Започнеме на самиот почеток со најгорливата тема која што ја имавме изминатиот период. Преполни контејнери, околу нив расфрлан отпад, диви депони, сето тоа е честа слика во градот и општините. Мораме да бидеме искрени дека се чисти редовно од страна на јавното предпријатие комунална хигиена, но повторно се натрупува отпадот. Од тука и прашањето, дали функционира системот за јавна хигиена? Па да, не би рекол дека не функционира. Системот функционира, дека може подобро и дека треба подобро, сигурно да. Меѓутоа, функционираме во моментов онолку колку што максимално можеме и колку што ни се на располагање соодветните ресурси. И во смисла на механизација и во смисла на организација. И знаете како, значи затекнавме и самите рековте една состојба која навистина беше многу лоша. Значи затекнавме 16-17 оперативни возила за цел град, финансиски многу лоша состојба, значи задолжено предпријатие водобавувачи на резервни делови, на сервиси кои што исто така директно влијаат за успешноста на работата. И сето тоа мораше многу брзо да го некако пребродиме за да влеземе во некој континуитет. Затоа што чистењето и подигнувањето и третирањето на отпад е работа која треба да оди во континуитет. Не е тоа работа која акцијски се завршува, значи да еднаш направиш нешто значи во континуитет. Навистина тука многу вложивме во овие 3 месеци, краток период. Меѓутоа, еве да напоменам и благодарение на градоначалникот Орце Георгиевски, кај што навистина проблематиката комунален отпад е многу високо на неговата агенда на активности. Значи, успеавме за многу краток период да од 17 опремиме некаде околу 50 на возила кои се сега во функција. Успеавме да најнеопходно финансискиот дел го исервисираме, како во каснењето на личниот доход, кај што се каснеа некаде 2 лични доходи, сега сме веќе воопшто не касниме, така и во деловите на одредени исплати према одредени субјекти од кои навистина бевме зависни. Значи, за да дојдевме до овие 50 камиони, мораше да измириме одредени долгови према добавувачи за да добиеме резервни делови за да можеме да функционираме. Што значи да поставите една здрава основа за да може понатаму позасилено активно да се работи на нормализирање, што би се рекло на состојбата и поуспешно функционирање. Во држави со развиени системи за собирање и селектирање на отпадот, управувањето со отпадот е дел од интегрираната политика и тоа се почитува и од институциите, но морам да истакнам и од граѓаните, што е многу важно, не смееме да ги исклучиме. Каде сме ние како град и како држава? Вака, за жал, не многу блиску до современите држави. Меѓутоа, знаете како проблематиката комунална хигиена е сериозна работа. Сериозен проблем за еден систем, независно дали е градски или државен. Така, да. Сериозен проблем и навистина, ако ви кажам дека бајаги развиени земји, као што ги споменавте вие, потрошиле некаде 20 на години за да влезат во еден современ, модерен систем на третирање на отпадот, не е тоа случајно. Сега тука што е проблемот? И ние потрошивме 20 години. Така, и ние потрошивме 20 години. Се работи, ама до каде стигнавме? Меѓутоа многу малку направивме во тој дел. Значи многу малку направивме во тој дел. Ќе почнем од
самата селекција, третирање во различни категории на отпад, поставување на одредени стандарди, сето тоа. Затоа што, знаете, тоа е еден кружен систем кој, ако не успеете да го затворите, не можете да дојдете во резултат, до резултат. Затоа што ние успеваме од време на време да направиме одредени исчекори, меѓутоа тој затворен круг на контрола и тој контролен механизам многу слабо функционира. И затоа сме, како да ви кажам, чекор напред, два назад. Тоа не оди така. Мора сите сегменти да бидат офатени, кои што се дел од тој систем, за да може тоа да функционира. И затоа и нашата заложба и моја лична као директор и на градоначалникот, пак ќе повторам, како посебна активност, да мора целиот систем да го ставиме во функција, за да полека почнеме да ги стабилизираме работите и да се одвиваат навистина како треба. Значи, не можете вие да направите систем ефикасен ако во него не учествува животна средина, полиција, комунална хигиена, инспекцијски служби и сето тоа. Сите надлежни институции кои што може да го дадат својот придонес. Да го дадат, затоа што исто ќе повторам, многу малку се работело, да речеме, на активности и на решенија за кои треба една поголема соработка. Значи, не смееме во никој случај да ги изоставуваме невладените организации кои се занимаваат со таква проблематика. Не смееме да не бидеме во соработка и во одредени размена на мислења, договори со институции, со фирми кои имаат надлежности во одредени категории на отпад. Значи, не можете вие си имаат, да речеме, фирми со дозволи кои посебно третираат електричен отпад, посебно електронски отпад, посебно отпад од батерии. Сето тоа е еден, како што реков и пред малку, еден круг кој колку што побрзо се затвара и колку што побрзо сите се вмрежат во таа активност, толку и побрзо доаѓа резултатот. Граѓаните очекуваат од институциите сериозно да настапат на сцена и да ја превземат работата во сигурни раце, за да имаме успешно собирање и управување со отпадот. Меѓутоа, нема да ги исклучиме овде и граѓаните. Град Скопје донесе одлука за забрането фрлање на сметот во контейнерите од 22 часот навечер до 6 часот наутро и известивте дека за прекршителите ќе следуваат и казни од 50 евра. Тоа што мене ме интересира, дали оваа мерка дава резултат и дали ги почетуваат граѓаните овие мерки, има ли изречени казни не само за физички лица, туку и за правни лица и за компании? Така, да. Видете, оваа мерка донесе Советот на град Скопје и мислам дека дава резултати. Не би рекол дека 100% одеднаш, меѓутоа кај нас и една работа одеднаш не може така да се случува. Сега видете, мерката пред се беше намената за вака два така поизразени сектори кои го нарушуваат тој начин на одлагање на отпад. Значи, тоа е едниот сектор угостителите, а вториот сектор е градежни фирми и овие правни субјекти кои обавуваат такви сервисни дејности. Не толку за граѓаните. Знаете, бидејќи, не знам, мислам дека се правеа некои истражувања, меѓутоа нема многу граѓани што после 22 часот излегуваат да го одложат отпадот. Не велам дека нема, меѓутоа не толку многу. И сега кога сме кај контролата и спроведувањето на оваа мерка, има ли изречени казни? Да. Дали се фатени сторителите? Има изречени казни, сега точно не би можел да ви ја кажам и бројката и сумата, бидејќи тоа е во надлежност на градот Скопје и тоа го тера инспекторатот на градот Скопје. Они се надлежни за казни. Еве, кога сме веќе тука, да не ми избега мислата, еден од проблемите што се јавува кај нас во надлежноста на комунална хигиена, ние немаме надлежност за казнување. Значи, ние имаме служби
екопатрола која е нонстоп на терен, која контролира, меѓутоа има едукативен состојба на терен. Така, едукативен карактер. Значи таа на лице место го констатира неправилноста, укажува на нели учесникот што го врши тоа неисправно дејание, дека не треба тоа така да го прави, дека прави записник се и тука завршува. Значи тука завршува целата. Потребни ли ви се поголеми ингеренции во тој дел? Апсолутно. Затоа и мислам дека и заложбата на градоначалникот и воопшто на сите нас е да што поскоро се донесе тој закон за комунална полиција, кај што јас мислам дека директниот и можда најголемиот инпут во таа одговорност и во почитување и спроведување на мерките ќе го даде резултатот. Затоа што, знаете, независно од се докажуваат работите кај нас, дека колку и да вие укажувате на нешто и ние преку вас, медиумите и вие, и едукативно преку различни форми, граѓаниве, не знам, некако последно оставаат на тоа да само тогаш кога ќе треба да го казниш или кога ќе треба да направиш нешто, само тогаш можеш да видиш резултат и да делува тоа. Може би малку грубо ќе звучи, но ќе кажам депонии како нова урбана реалност. Споменавме проблемот не е само во редовното празнење на контейнерите, туку и дивите депонии кои преку ноќ никнуваат и на празни парцели, покрај реки, зад згради, на места кои што стануваат привремено решение за нечие ѓубре. Потребни ли се поголеми контроли и повторно санкции и казни за ваквите прекршители кои што прават диви депонии? Како ќе се справувате со овој проблем? Да, за жал, значи, точно ми е констатација, еве пак ќе се вратиме на ова предмалку што го кажав. Значи, поготово таа категорија на отпад ни е едно од најпроблематичните. И можда најголемиот дел од нередот што граѓаните го гледаат и што може да се види низ градот е управо таа категорија нели на вид на отпад одложен на секаде на кој кај што ќе на несоодветни места. На несоодветни места. И видете, ние неверојатно многу вложуваме во тој дел. Многу. Ќе ви кажам, дури имаме позиции да во текот на неделата па можда и 2-3 пати се крева тој неисправно одложен отпад. Верувате дека еден ден не може да помине повторно е таа депонија. Овде веднаш ќе се надоврзам и за кабастиот отпад, кој што исто така представува посебен проблем. Граѓаните едноставно сакаат да го исчистат својот дом и го ставаат покрај контейнерите. Меѓутоа, имате соодветни акции како може да се отстрани овој кабаст отпад. Имаат ли доволни информации граѓаните? Имаме ние соодветни акции, имаме акции во континуитет, независно од нели определени термини. Меѓутоа, знаете како, иако имаме начин, информирани се граѓаните, дека постои служба во јавното предпријатие комунална хигиена на телефонот 0800-222-33, мислам дека е, кај што можат да си повикаат услуга и сервис, да на лице место луѓето дојдат со возилото, го подигнат тој отпад, меѓутоа, нели, најверојатно, него нормално е дека таа услуга треба да се плати. Таа, не знам, не е некоја не знам каква сума, вака чисто илустративно, негде од 2,5 кубика возило со нели утовар од вработени од предпријатието е некаде околу 2500 денари, колку што се сеќам. Но би рекла подобро да си платите услуга за соодветно собирање на кабастиот отпад, отколку да платите казна за изречена мерка. Да, ама знаете како, граѓаните викаат, па кај баш сега нема да ме фати, баш сега кога ќе го фрлам, нема баш тогаш да најде, нели? И во таа корелација подобро така да го одложам него ли да платам. Така да, мислам, се е повржано, али факти е, мислам, тука би завршил со ова. Ова категорија на отпад е навистина голем проблем. Ние не мируваме. Значи, и во
договор со градоначалникот и во стратегијата моја као директор и као јавното предпријатие одиме во некои вака активности кои ќе навистина ќе дадат резултат во тој дел. Тоа е, значи треба да ги зголемиме селективните дворишта. Значи тука заборив да напоменам преска покрај оваа услуга парична што може што може граѓаните да платат и да им се подигне, имаме уште една исто таква услуга од тој тип на отпад во собрениот центар во Карпош. Граѓанинот може сам да си го однесе тој вид на отпад апсолутно без никаква парична, без никакво парично надоместо. Значи само да го одложи таму и да заврши. Сега тоа ми беше зборот. Значи целта наша е да минимум имаме некаде 5-6 такви собрени центри на територијава на градов и во други општини, за да може таа манипулација и тоа одлагање да биде на повеќе локации, за да полесно понатака се дистрибуира. И уште чекор понатака, значи во план сме да се инвестира и да се набави специјална машина, тоа тие шредери или дробилици како што ги нарекуваат стручно, кои ја имаат таа задача да овој вид на категорија на отпад го мелат, се балира и истиот понатака е како нус производ да може да се користи за топлотна енергија, за нешто друго. Така да се тоа работи кои ги планираме, кои, као што рековте на почетокот, сакаме да исчекориме кон оние современи земји и се тоа што доликува. Немаме уште многу време, само ќе констатираме дека многу е важно граѓаните да бидат информирани и секако со апел да бидат внимателни при одлагање на отпадот од своите домакинства и секако да ги следат и вашите апели, информации и сите мерки кои што можат да придонесат за одржување на чистотата во градот. Многу кратко би сакала само да споменеме сериозен проблем е редовното одржување на улиците од прашина и ситен отпад, затоа што се соочуваме со загаден воздух, с голема концентрација на честички кои секојдневно ги вдишуваме, прашина пред се од градежни активности затоа што се гради во градот Скопје. Овде станува збори за јавното здравје. Се чистат ли улиците? Само накратко. Па да, видете, тој дел е повеќе наменски, надлежноста на јавното предпријатие комунална хигиена во тој дел е да се перат и да се метат улиците. И тоа го правиме ние, еве сега е според оперативниот план и според програмата, март месец веќе започнува да функционира перење на улици. И тоа ќе оди, бар, мислам, јас за тоа лично се залагам да ќе оди во континуитет и ноќно и утринско перење. Исто така метлачките се на улица да го третираат таа положба на хигиена. Меѓутоа, видете, има тука една исто друга ситуација, накратко, само накратко, да. Тука значи, има повеќе елементи кои треба да се вклучат. Не можете вие, град Скопје е голем градежен регион, значи не можете вие со возилата од градежен објект да излезете на булевар, а воопшто возилото да не биде припремено за тоа. Значи со кал, со нечистотија која е во градежниот објект, вие да излезете. Значи треба тука и полицијата, треба и други некои обврски да се презимаат. Она што е најважно и ќе биде нашиот апел со овој разговор во студиото, градот да биде огледало на приоритети меѓу кои чистотата и комуналната хигиена, а тоа пред се би значело функционален град со институционална и граѓанска одговорност. Накратко вашата порака до граѓаните. Така е, ништо многу специјално, ништо многу повеќе од тоа што е нормално. Да бидеме малку колективно поодговорни, а не лично одговорни. Како што сакаме дома собата да ни е чиста, да бидеме одговорни да ни биде чист и градот. Ништо не треба специјално, ништо не треба посебно, да се почитуваат мерките кои постојат, да бидеме одговорни и ништо повеќе од тоа. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Благодарам и нас.